Кога се спуштате од Кале од кај амбасадата на Соединетите Американски држави, вртите десно на булеварот Никола Карев и излегувате на делот познат како Пластичарска улица. По неколку стотици метри од десна страна ќе го забележите овој објект. Земјиштето под него е на Република Македонија, односно е државно и е наменето за паркинг. Логично, зградата е дивоградба. Не само поради тоа што нема одобрение, туку и затоа што е на јавен имот. Случајот е веќе познат, но новото е тоа што зградата сега е готова од надвор, а се подготвува теренот да се заврши однатре. Дека се гради див објект на конкретната државна парцела среде Скопје, поточно на територија на општина Центар, се знае од 2016 година. Тогашниот градоначалник Андреј Жевновски прво го затвори градилиштето, а откако работите продолжија го сруши објектот. По неколку годишно примирие, лани во декември повторно почна да се гради на истата локација. Градежниот инспекторат на општина Центар го затвори градилиштето и донесе одлука за уривање на дивоградбата. Помина нова година, помина јануари, февруари, па и март. Објектот продолжи да се гради, а општината Центар не излегуваше на терен да го руши. Кога го прашавме градоначалникот, добивме одговор. Барал полициска асистенција, но МВР не му ја обезбедила. Беше договорена акција за отстранување на објектот, но поради многу бројните пријави, така не стигна и допис од страна на Министерството за внатрешни работи, одделот на бомби во училиштата и недоволен број на полициски службеници, истата беше стопирана. Повторно од моја страна, по известен период, пред неколку дена, е доставено повторно барање за асистенција од страна на МВР, за да заедно излеземе на терен и почнеме со отстранување на тие диви објекти. На повтореното барање на Герасимовски, од МВР одговориле позитивно. Но пред да дојде време да излезат на терен и да рушат, одненадеж, целата документација за предметот ја одзема Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Од страна на општината е побарано да се прекине постапката поради вонреден инспекцијски надзор врз овластениот градежен инспектор во општина Центар, додека не се направи целосен увид на постапката за преземените законски дејствија во постапката. Потврда дека Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ја одземал документацијата на увид, со што е закочен процесот на уривање на дивоградбата, даде и самиот Герасимовски. На самиот ден кога требаше да се изврши самата акција и рушење, акцијата беше пробиена. Од страна на Државниот инспекторат стигна барање да самите предмети им бидат дадени во увид. Ние како општина истото го направивме и Државниот инспекторат ја саботираше акцијата за уривање на објекти. И побара документите и ја сопре акцијата да не Вие се сомневате дека тоа е со цел да се одложи? Јас чекам да се произнесе Државниот инспекторат. 360 степени се обрати до општината Центар со прашање: има ли и која е правната основа за инспекторатот да им го одземе предметот? Само усно ни одговорија дека тоа било направено според членот 145 од Законот за градење. Споменатиот член пропишува дека доколку градежен инспектор утврди дека овластен градежен инспектор не ги врши работите, тогаш поднесува писмено укажување до градоначалникот. Ако по една недела работата не се изврши, инспекторот изготвува и испраќа записник со предлог за одземање на работите од општината до Министерот за транспорт и врски. Министерот донесува решение за преземање на работите од надлежност на овластениот градежен инспектор по конкретниот предмет за кој утврдено неизвршување на работите, кое се доставува до градоначалникот на општината, односно градоначалникот на општината во градот Скопје. Во истиот член се вели и дека преземените работи градежниот инспектор ги врши до нивно извршување, што значи дека нема рок до кога може да го држи предметот. За парадоксот да биде поголем, иако инспекторатот го презеде случајот пред повеќе од 1 месец, нема ништо од евентуално рушење на дивоградбата на државно земјиште. Од директорот Фатмир Радиев и неколку пати побаравме одговори. Зошто инспекторатот смета дека општината не си ја завршила својата работа? Кога инспекторатот ќе ја урне дивоградбата? Дали побарале асистенција од Министерството за внатрешни работи?
но и за тоа кој ќе понесе одговорност за бесправното градење на државно земјиште и дали со нерушењето се испраќа порака дека секој може да гради каде што сака. Одговори, ниту усно, ниту писмено, не добивме. По неколку неделниот молк се обидовме и лично да му ги поставиме прашањата на директорот. 3 дена, од 7:30 до 10 часот, го чекавме пред седиштето на инспекторатот, поточно пред зградата на македонската телевизија. Епилогот беше како во антидрамата на Семуел Бекет чекајки го Годо. Годо, или во нашиот случај директорот Арифи, не дојде. Или Арифи не доаѓаше на работа пред 10 часот, или доаѓаше преку друг влез, па не го сретнавме. На крај, одлучивме лично да го побараме и во канцеларија. Директорот Фатмир Арифи дали е дојде? Па пробувавме да стапаме комуникација со него, зборевме за изјава, така го нема, па да го побарам лично. Не, уште не. Кога доаѓа од предика? Не знам. Беше на одмор, не знам дали се даде. Може проверите некако? Не дојде. Не, дали е се уште на одмор, да знам дали го чекам и ден. Секретарката уште не дојде. Аха, добро, окей. А зашто ви треба? Па за изјава, за правевме муавет за една одредена работа и после го снема човекот. Подоцно, пробајте, не знам што да ви кажеме. А од колку сати работно време, од 8 или? Да, ама Е, не па. ви кажав дека е на одмор, не знам дали се врати. А тоа секретарка треба да провери, она не е дојдена на работа. А од 8 треба да работи. Бидејќи согласно законот, предметот не би можел да биде одземен без подпис на министерот за транспорт, се обративме и до Благој Бочварски. Побаравме одговор, дали и кога до него стигнал записник и предлог, дали и кога ги подпишал. Ни одговорија дека од Државниот инспекторат за градежништво никогаш не им побарале дозвола за да го одземат предметот. До Министерството за транспорт и врски до овој момент Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам нема доставено записник со кој е утврдено непостапување од страна на овластениот градежен инспектор на општина Центар, а во однос на објектот за кој потенцирате. Овој одговор посредно значи дека Државниот градежен инспекторат го прекршил членот 145 од Законот за градење, кога го прескокнал подписот од министерот Благој Бочварски, за воопшто да може да го одземе предметот за дивоградбата. А додека трае институционалниот пинг-понг на терен дивоградбата се привршува, без познат инвеститор, без одобрение за градба и на државна земја за паркинг. Ако веќе може така, има уште десетици државни паркинг парцели низ Скопје, па побрзајте со темели, може брзо да се потрошат.